Од денеска во сите средни училишта во земјава започна уписот на средношколците. Оваа година целиот процес се одвива различно, односно по посебни протоколи, а учениците во сите училишта пристигнуваат по азбучен ред со цел да се избегне групирање и да се создаваат големи гужви. Иако уписот оваа година го обавуваме во тежнати услови, се надеваме дека овој здравствен предизвик ќе го паметиме по нешто добро. Имено како што гледате, движењето се е ограничено по принципот на физичко дистанцирање, согласно сите протоколи од Светска здравствена организација и Комисијата за заразни болести. Набавена е соодветна заштитна медицинска опрема, визири, дезинфекција, маски и така натаму. Направен е цел протокол на движење со хигиенски бариери и дополнителни распореди на прием на документите. Па така можам сумарно да кажам дека сме задоволни како тече процесот, со оглед на тоа што се продолжени и роковите, дисциплината на кандидатите, односно нашите идни ученици, исто така е на високо ниво и се можам да кажам дека сме задоволни до сега како тече процесот. Нашето училиште секогаш е популарно, медицинската сфера е секогаш на цена и така ние ќе се потрудиме тоа така и да остане. Значи учениците доаѓаат по азбучен ред, на тој начин се избегнува групирањето. Велика по колку деца доаѓаат во однос на, значи во еден момент колку луѓе може да има најмногу на упис? Така, значи ние имаме направено посебни три влезови со посебни три излези. При тоа не повеќе од 6 ученици во еден момент може да имаме во објектот, да речем. Секој ученик си има посебно место каде да се движи, каде да се дезинфицира и каде да застане на комисиите, така што, како што гледате, не се случува до сега да не се групираат повеќе од предвидение. Кој начин се одвива уписот оваа година и зошто ја одбравте токму оваа гимназија? Па најпрво бидејќи сакам тука да се запишам и бидејќи блиско ми е. Се одвива така што се доносат сите документи од 6 до 9 одделение свидетелствата, плюс некои дипломи кои сме ги добили, ги донесуваме тука, пошто се чека ред и дезинфекција се вршат на рацете. Значи се запазуваат сите протоколи? Да. Според мене се почитуваат протоколите и го одбрав ово училиште бидејќи сакам во иднина да бидам физиотерапевт. Благодарам. Па се почитуваат протоколите, ова училиште го одбрав затоа што уште од мала сакав да се запишам во ова училиште и навистина ми се исполни мојот сон.